Хеј, добре дојдовте, Пандамониум радио шоу број 35, пета епизода од втората сезона на Пандамониум радио шоу во нашиот нов подкаст формат. Јас сум Дарко Айрис Креч, ова е мојот човек Трајче и Activity. Здраво Трајче. Здраво Дарко, здраво Пандамониум радио екипо. 35-та емисија поред и веќе доаѓа крајот на 2021, па се решивме малце да направиме, не малце, туку да направиме еден долг онака trip down memory lane, ја би рекол. Не знам дали се гледа или не моментално, меѓу нас има многу магазини и ствари кои што на еден начин се мемораблија за нас двајца, бидејќи ние и на еден начин растевме во тоа време, тогаш се градевме, тогаш не се градеа и музичките вкусови, онака и филтрите кои што денес ги имаме. Дарко, ова искрено се твои ствари. Ја ова некако го доживував поише на поразличен начин. Многу ми е мило, брат. И искрено ги знаев ствари, ама знаеш како кога го гледаш ова кај човек, многу битна работа е, брат. Кажуваме колку се замарал за овие работи, брат. Значи јас сум човек што чувам многу ствари, чувам скоро се, што сум настрани на кои што сум бил флаери, карти, алки, книги, магазини, ако не можете да видите, имаме тука некои XXL, XXL ствари магазини од 2011 година. Не знаете вие за. Имаме плоча, имаме книги. Тоа се сите ствари што сум ги купувал, сум ги наоѓал, сум стигал до нив некако од 2011 година. Тоа беа годините кога ја имав некаде, бев матурант некаде од прилика, бев најзагреан за музиката, верувам дека и сите луѓе на таа возраст тогаш нака најака доживуваат музиката и музиката што ја слушаат тој период од животот им останува легендарна и класика во нивните очи и уши. Така да тој период бев најзагреан за музика, тогаш и почнав да пуштам музика, малце претходно почнав, тогаш веќе активно почнав да пуштам музика. И тоа беше периодот која, ќе ти кажам најискрено, се одлучив дека сакам музиката да ми биде работа и да ми биде целиот живот на некој начин. Можеби 2011 беше малце прерано за тоа, али 2012-2013 више се одлучив дека ова сакам да го правам цел живот и еве 10 години покасно го правам. Искрено да ти кажам, сум многу среќен ради тоа. И сме збореле многу пати дека бидување диџеј или бидување активен член и учесник на сцената не значи само да пушта музика секоја вечер. Тоа е, да речеме, мојата работа и тоа е нешто што ја го сметам дека е cherry on top, као тоа е так. Излагање на вечер, клубови, фестивали се место каде што сите ние кои секојдневно 24/7 ја конзумираме оваа музика, ја слушаме, ја живееме оваа култура, може да се сретнеме и се поминеме добро, али реално музиката и сцената и културата се живее 24/7 и е многу повеќе од само пуштање музика. Така да не знам, уште тогаш го имав тој мајндсет. Ја устори почнав и да пуштам музика во 2009 година, но почнав да пуштам музика бидејќи бев голем фан на музика од секогаш. Не почнав да пуштам музика за пари, за девојки или за било што, него едноставно тоа си тоа е природно. Од сега бев човекот што им снимаше цедиња на другарите, им ставаше музика на MP3-ки, на MP3 плеери, им ставаше музика на iPod-и, кои се сеќава на тоа. Прелудо. Бев човек што секогаш симнува музика, иде на концерти и едноставно тоа си дое природно. Вирусите што сме ги имали у компјутери. Невозможно. Ама гајле ти, не ти интересира. Брат, за тоа пишував. Бершер ја има само песната, мораш да ја симнеш од овде. Нема. LimeWire каза, идев кај татко ми на работа у сабота и у недела да симнувам музика, кој знаеш што им направив на компјутерите таму, да. Гајле ти, не е битно тоа, брат. Не е. Али тоа се добри дешавки и сакам да збориме многу поише за овие ствари, да се враќаме назад. Има многу што да се збори, али денеска мора да збориме за 2011 година као година, да направиме на 10 year anniversary на целата година, бидејќи додека пишувавме текстови на Пандамониум, го правевме тоа преку текстови, кога имавме некој како се вика anniversary? Годишнина од некој албум, го пишувавме тоа, сега не го правиме тоа така, па решивме пред да заврши годинава да направиме еден trip down memory lane, да се вратиме 10 години назад и да збориме за стварите што сме ги правеле, музиката што сме слушали од 2011 година, бидејќи сметам дека таа година е многу значена за промената на звукот и промената на стилот во целиот хип-хоп свет. И имаше многу добар коментар Кирил, шараут до Кирил на YouTube, вика од 2011 до 2013 година е нашата голден ера и ја се слагам многу со тоа. Почнувам од некаде од 2010-та, My Beautiful Dark Twisted Fantasy е тука при крајот на годината и некои други проекти,
али више 2011 оди тоа еден чекор понапред, завише во 2012-2013 да ескалира. Едва и чекам кога ќе да го правиме ова, да направиме тробек за 2012 следната година. Секоја година и секоја следна година ќе биде поинтересна од претходната, брат. Се до 2014 ја би рекол. Така нешто, да. Така нешто. После тоа може почнува да паѓа и после тоа пак има некој пик 2016-2017, али ова што ние го правиме, начинот на кој што се облакаме, работите што ги слушаме, работите што ни се важни, се потекнуваат овој период негде. Се од овде, брат. Па дури Френч Монтана и Макс Би. Дефинитивно. За Макс Би ќе збориме, но апсолутно, ја мислам дека кој што кажа, ова се времињата нас што не дефинираа ко луѓе и ко усмисла и ко луѓе што слушаат музика, ко музички снобови, дека стварно и сме тоа буквално. Мене единствената задача у тоа време беше да имам домашно средно, сите 5000 месеца дома, да искачам, да се дружам и музика да се имнуем и да слушам, ништо друго. Тоа ми беше и кошарка од време на време, толку. Ја немав, мене музика ми беше хоби пред се. Ја дури и тоа време ти кога стартуваше со музика, ја правев други ствари, имав мој YouTube канал, кај што буквално секојдневно аплодирав музика. Ја искрено не знам што му имам направено на мојот компјутер, брат. Ја на Windows Media, како и да се викаше тоа што е за видео правење, буквално онака правев по 25 видеа on a daily basis и ги аплодирав на YouTube истиот ден. А со која музика? Рандом музика, почнував, прво беше underground, така и стартна, ја имав хип-хоп блог за underground хип-хоп, тоа уште го водев од 2008, па некаде тоа умре 2010. Чекај, извини, на македонски или на англиски? На англиски. Не беше ништо, бев поврзан со еден чилијанец, брат, се поврзавме на MySpace. Такви беа деновите, као тонет ми, тоа е. MySpace беше за мене и као не знам, постиравме цело време музика, имавме канал на YouTube со преку тоа време се плаќаше, тој го плаќаше бидејќи ја бев мал. Моја задача беше ја да ја најдам музиката, да ја симнам, да ја преработам и да ја аплодирам, и тоа најчесто беше онака и во голем дел и соработка со артисти, кога ќе им пишеш мејл, ти викаат и топ може, еве ти ги флаковите. Ја тогаш имав обсесија со собирање WAV фајлови и FLAC фајлови, брат. Не знам зошто, намерно плачев дома да ми купат поголем хард диск. Имав 80, го зголемив на 250, бидејќи не ми ја собираше музиката внатре. Бидејќи еден албум беше 250 мегабајти наместо да биде 70-80 кој што знае. И буквално тоа го правев цело време, имав конвертери, Audacity, кај што цело време тоа правев, Audacity, каде што ги симнував, ги од WAV ги правев MP3, у MP3 ги ставав на видео формат и ги аплодирав на YouTube. Тоа ми беше летниот распут се случуваше само тоа константно и не знам, стигна YouTube каналот да има милиони прегледи, акумулирано од сите песни. Имаше некои песни со многу views, имаше некои со многу малце, ама мене ми беше битно онака да дадам шараут, дури кај што викаш дај ми го албумов, ќе го постирам, ја имам толку и толку, колку и да е following, нека го слушнат луѓе за без пари. И на крај го скинаа за копирајтс, па тоаш веќе беше времето 2011 кога дое замре, се упознавме ја и ти тоаш ептен тоа, почна веќе ја да се менувам бидејќи од underground почнав да слушам и нешто друго, ама си останав и си имаме ја и ти спокувано уште тоа време за тие ствари, бидејќи јас се уште си ја држев таа страна, ама го слушав и ова новото, само се уште не ми беше прифатливо. Све знаев, ама не ми беше прифатливо до крај, онака као Дрейк, се уште ми беше онака singing type of dude кај што онака се викав као пресофт е ова, брат. Ај Jedi Mind Tricks ќе слушнам уште еднаш да избалансирам за душава да ми се исчисти, ме разбираш, ама после сватив дека стварно ми се свиѓа оваа музика за тоа што и ја почнав да се менувам овде во 2010-2011 и тука беше ептен на првиот ред, на првиот борбен ред беше кај што почнав и да се тепам со луѓе за да им докажам дека музикава што тоа време ја слушавме е иднината на еден начин, бидејќи луѓе многу беа заглавени. Убаво се сеќавам ја и така и старт на нашата, ние така и се здруживме на поблиско, се знаевме и све, поблиски станавме од самиот факт што ја reach outнав до тебе за да доеш буквално у Радовиш да пушташ музика, брат, пошто знаев ти што пушташ музика и знаеш што музика имаше у Радовиш за време на викенди за хип-хоп журки, брат. Тоа беше повраќаница искрено. House of Pain, Jump Around, The Next Episode, оние класики, не ме разбираш, ама секој викенд кога ќе отслушаш тоа, проблем станува. Сакав нешто ново, сакав нешто свежо и не знам како предобро функционираше, брат. 2012 Escape, shout out to Escape, брат, прелудо време, прелудо време за луѓе што знаат, ама многу е 10 години пројдоа тоа, брат. И
не знам, I did my part, се карав со луѓе многу, се знам и ти дека го имаш правено истото. Си имаме карано со преголем број на луѓе, онака си имаме држано страната. Дотуркавме, успеавме на еден начин, си го одбранивме тоа. Не само што успеавме, и тоа се случуваше таму и кога почнавме со Trap the Fuck Up, уште го имаше тој проблем, уште не можеме се објасниме со old headовите и кога успеа Trap the Fuck Up и кога се појави целата таа нова генерација на млади луѓе кои стварно ја слушаат, ја сака оваа музика, старци се повлекоа и си рекоа добро дечки ве, најверојатно знаат што прават на крајот на денот. Музиката и посебно хип-хопот е игра на младите, така да младите за секојаш управо сакале ние или не ќеме. На моменти можеби ние тука звучиме како old heads кога збориме за некои ствари, се надевам дека не, односно не сакам да е така, но и тоа е сосема нормално на крајот на денот. Тие што се сега средношколци, тие што се сега матуранти или студенти на факултет, тие се оние кои треба да го оформат звукот на оваа генерација, не ние. А се чувствуваш некад колхет? Некогаш многу ретко. Да? Многу ретко, да. Мислам дека е inevitable, брат. Мислам дека е неизбежно тоа. Мора да имаш моменти. Ова конкретно, ова ме прави да сум old брат. Од овој момент, брат, од сиве овие списанија, има 10 години помината, брат. Ја и ти уште ги знаеме сите песни, брат, да. Ти текне? Се сеќаваме на нив и топнија, ме разбираш? Ама и тоа е најакото што кога правиш ваков тробек се сеќаваш на одреден момент. Да. Што си го имал тогаш. Нормално. Одредена ситуација, како си се чувствувал, со кој си бил, милион ствари, ти се враќаат онака. Тоа. Сакам да ти кажам, затоа ова вака кога ќе се присетам и кога ќе ставам перспектива, колку време има поминато, многу е. Ме разбираш, 10 години не се малце, ја имам се вкупно 26. Скоро половина од животот, ме разбираш, као it's serious, не е it ain't no joke, сепак се 10 години упрашање. Точно. Ајде да почнеме од некои така по-тривија ствари. Се смеевме, ја имам еден микстейп извадено кој се вика 2011 Swag. Предобро. Ќе ставиме линк у description за да го чуете, ве молам. И да го видите каверот. Да. Као прво Swag, као зборот тогаш се појави Swag YOLO, ти текнува? Да. Брат, Даморо. 2011. Actually, овој микстейп го отварам со таа песна. Нема друга песна со која што според мене најзначајната сега хат-тейк, ама за клубската сцена, за тоа што се пушташе, Дамаро беше една од тие, брат. Книга сим пари се таа година. Да. Тоа е next level. Тоа е врвот, да, тоа е 2011 исто. Ќе збориме за тоа, али да. Дамаро не знам дека е побрза, дека беше поише го репрезентираше тоа време у кое што е извадена, ме разбираш? Точно. Niggas in Paris е што е, бидејќи беше нешто нечуено до тој момент. Точно. Управо. Нешто нечуено, тоа е веќе превртокот онака, а овде OVO, извини, YMCMB ја имаше 2011 on lock и мислам дека Даморо беше онака правиот пример за песна која што ќе дефинирачка за 2011 за они што правеа цела година. После нормално се деси тоа што се деси со Niggas in Paris, Watch the Throne и тука веќе се деси тој преокрет па и за да стигне и понатака. Нормално, ама веќе почнеме од таму, ајде да збориме за 2011 Swag Mix, брат. Swag е зборот и YOLO и го имав заборавено, брат. Мада Swag YOLO, тука е онаа естетика што почна од можеби од My Beautiful Dark Twisted Fantasy, па преди во следната година. Тука е оној стил на облакање со college varsity jackets кои сега се враќаат пак, според мене премногу рано некако. Се намалуваат циклусите. Се врати циклусот, али добро е кога ќе видам сега како дечки ги носат, ми онака дури чудно дека ја стои у шкаф. Па да, ја до пред 5-6 години го носев, не знам, онака. Можеби помалце. Тогаш беше прелазот од пошироки кон потесни фармерки, ја малце каснев со тоа, искрен ќе бидам. Инаку и широки фармерки сега се враќаат и тоа. Се враќаат нормално, брат. Сега може да се ги извадиш исто. И тоа е малку чудно, не, ја не се осеќам баш добро дека долго време ги носев и сега више сум постар, топ ми е да носам пошироки ствари, брат. Немам проблем со тоа. Многу беше интересно. Слушавме музика на многу поинаков начин. Уште беа радијата тука многу релевантни, уште беше телевизија многу релевантна. Да. Ние на интернет дремевме, немаше Spotify, YouTube тогаш стануваше популарен. Музиката и новостите ги следевме преку блогови. Блогови на кои се пушташ дневно, еднаш, два пати дневно или еднаш неделно, зависи кој блог како. Симнуваш музика, торентице тука. Беше пиратеријата беше многу распространета и тоа на највисоко ниво. И тоа нас не одговараше бидејќи имавме пристапност до буквално која музика сакаме со 2 клика онака. И може ќе собереш некој вирус или слично, али нема везе.
Не ти Можеш да интересира ја симнеш, можеш да ја слушаш колку сакаш и си беше топ. И мислам дека бевме со оглед на тоа колку поспоро патуваше музиката тогаш, мислам дека бевме ние многу во тек. Само за споредба, ако сега се вади еден албум од четврток вечер кај нас по македонско време, до петок или до сабота сите ние го имаме преслушано неколку пати. Јоп. Тогаш као прво се чекаше некој лик, ако не ликне во вторник излезе, додека го закачат, можеш да го добиеш ти вторник среда, додека го ставиш на MP3 плеер, додека го преслушаш. Процес Тоа беше процес, па да го птаеш на твоите другари. Многу поспоро идеше работата. Јоп. Ја дам една паралела, секогаш тој свич од поспоро до експресно прифаќање на музиката, стигање на музиката, го осетив најдобро на островот Иос, кај што пуштав музика 7 години поред. Првите години кои идев, 2011 беше првата година кога отидов таму да пуштам музика. 2011, 2012, па дури 2013 можеби, пуштавме музика што беше една година постара. Значи не пуштавме, многу ретко пуштавме музика од таа сама година, бидејќи тоа е лето. Ако нешто излегло во март, многу е веројатно дека до јуни, до јули нема да стане хит. нема да стане хит. Да. Му треба летото за да стане тоа што било. Да, и тек следното лето више мега хит и сите ја знаат. Тогаш некаде таму 2014 се случи тој свич, песни кои излага таа година. Можевме да ги пуштиме веднаш, за потоа следните години 2015 песни кои излегоа во јуни, ти више можеш да ја пуштиш во јуни или во јули. И веќе ги знам. Така идеше тој процес на слушање музика. И да ти кажам право, тоа што беше добро, мене ми се свиеше тоа дека немавме притисок брзо да преслушаме се и немавме притисок да даеме мислење на прва за стварите. Бидејќи сега и сами знаеме дека нашите први импресии се многу поразлични од ревјуто кои би го дале после неколку месеци слушање на албумот. Така. Дефинитивно и тоа се деси сега бидејќи моментално мислам као што збориме се спремаме нели за да даеме 2021 Essentials, твои мои пикови и не знам, тоа што очекував и тоа што имам кажано во теков на годинава овде, не во целост секогаш се одразува и на листите и тоа го сваќам бидејќи имам многу работи, првенствено имам многу работи за кои што зборам овде и многу работи, уште толку многу поише работи за кои што не зборам бидејќи тоаш веќе би труело нака на еден начин со музика. Но сепак и за овде има филтер, не е за се што преслушуваме дека го збориме овде најдалеку од тоа. Ама пак не знам, порано беше поинаку брат, дека стварно ти требаше време да си земеш со музика, да си ја слушаш, имаше албуми кои што си ги чуваш, брат. Ја имам уште ден денес бидејќи цела истата сим картица ми од 2012. Ја уште имам албуми од тоа време што ми се префрлуваат до ден денес, иако не слушам веќе од локален лайбрари, бидејќи пространето е веќе технологија, 3G, 4G на секаде, Spotify си unlock тука е. Ама муабетот ми е дека порано секогаш цела недела тоа го правев, тоа ми беше мене рутина брат, недела да седнам у лаптопот пикање брат картицата, бришање на сите ствари, ставање на нова музика брат. Имав спремно секоја недела 300 до 400 нови песни што ќе ги слушав следната недела брат. Фаворитите ги оставам, ставам нови. Фаворитите ги оставам, ставам нови. Week in, week out. Тоа ми беше мене брат. Исто. Слично. Еден ден од неделата посветував на тоа брат. За да курирам, сега ако што курирам плейлисти и сега ги курирам многу полесно, тоа беше не беа тие 500, имаш 1000 симнато, требаше 400 да ставиш, пошто толку место имаше на телефон брат. И као не знам, сосема поинаку беше, ме разбираш? Скрос различно. Скрос. Не можам да го не знаат луѓе што е да станеш понеделник савајле пред школа и да отвориш Tudor Boys брат, што имаат да кажат за 2011 за Tudor Boys, на Ride, Miss Info, Hip Hop DX и тие и дури што се би ги нарекол комерцијални онака, дури и они секогаш Double XL брат, мислам као што е ова брат? Ова е Мора да збориме за ова. Мора да збориме за ама као Freshman листава на Double XL за 2011. Ова е прелудо брат. Ова е groundbreaking. Кога се сите луѓе денес што ги гледаме брат, што ги сакаме и што ги поштуваме брат. Као не знам дали ќе се гледа Double XL Freshman list 2011. Featuring Meek Mill, Big Crit, Sci High the Prince, Lil Twist не се сеќавам искрено. Не се сеќавам. Yellow Wolf имаше некој бранд тогаш. Јоп. Fred the Godson. Умре Fred the Godson? Искрено не сум сигурен, ама мислам дека да. И ја исто мислам дека да. Mac Miller, YG, Lil B, Kendrick Lamar. Lil B is a god. Само толку имам да и ви Biggie кажам. Simmons, брат.
Диги Симънс, брат. Чекај малце. 2011. Дали беше или јас се лошо сеќавам? Дики Греем, Snapbacks and Tattoos. Мислам дека тоа е 2012. 2012. Тоа мислам кога искочи, мислам дека мене ме преврте, брат. Тоа мене мислам дека исто тоа внатре во мене ми беше исто таков момент кој што имаше Niggas in Paris, брат. Дека тоа беше слушање со поетна делење iPod со Стефан Нишколо, шарауту Стефан, господинот беше многу битен у тие средношколски денови, брат. Седевме на врата, у ходник, на врата и седевме вака со поетна слушалка и слушавме само музика и имавме челендж. Една недела тој носи музика, една недела носам ја и само ја ротиравме и ја слушавме, брат. Не тоа ме разбираш, као живеевме со ова секој ден, брат. Ова ни беше секој ден. Ја не знам, ако ми питаш за една работа за која што можам да зборам цело време е музика. Без разлика у кое време од мојот живот, иако имам само 26 години, секогаш сум зборел за музика, највеќе сум зборел за музика и тоа ми било најголем интерес од секогаш. И тоа мислам дека многу поише кажува него ли сега на пример ова што го правиме на Пандамониум. Да, брат, тоа е. Бидејќи го живееме ова на крат на ден. Ова било причината зашо ние сега ова го правиме. Ме разбираш, као не можам ни да го објаснам, ама според мене овде лежи цела овие години од 2008 за мене до 2012 беа моментот кога сфатив дека да, као музика е една од најбитните ствари за мене. Се надам дека има луѓе што не слушаат и гледаат нас и што не читаат на Пандамониум, што исто така се осеќаат моментот и што ќе продолжат цел живот да следат музика и да бидат дел од сцената, без разлика дали е хип-хоп, можеби ќе се смени стилот. Дефинитивно, и не ни мора да прават музика. Ја имам правено музика, брат, ама тоа било многу краткотрајно, да не навлагаме таму. Ама као не знам, може да бидат на било кај. Јас се чувствувам дека сум дел, бидејќи само го правам ова, ме разбираш, мене ми интересира ова. Ја успеав да си најдам мој начин како да бидам. Од секогаш сум изнаоѓал начин и на пример тоа ми било. Уште 2008 сум водел блогспот, значи имав мој собствен блогспот за да ставам музика од други артисти, брат. Секогаш за да поддржам, за да дам на дознаење некому, да ширам вести. Мене тоа ми било од секогаш интересно и тоа го правам денес, брат. Затоа мене Пандамониум е full circle момент, брат. Ја имам причина зашо го правам ова. Не ми е он дека слушам многу музика, ја ќе зборам за не, туку едноставно како желбава била цело време за тоа. И овие биле за мене тие defining moments, брат, дека исто ти кој што се решил дека со музика сајаш да работиш цел живот, но на поинаков начин бидејќи ти си почнал со твојата DJ кариера. Ја на ваков начин си имам кажано и топ Пандамониум, да молам као сакам. Брат, искрено е многу послично него што мислиш, бидејќи и мене до ден денес многу луѓе ме прашуваат зашто не продуцираш твоја музика, зашто не пееш, зашто не рапуваш, некој ше малце по лайк поставаат такви прашања. Јас сум као не може сите да бидат рапери, не може сите да бидат продуценти, не може сите да бидат пејачи. Музичката сцена и музиката општо има многу повеќе улоги кои треба да ги работат различни луѓе. Еден е тој што ќе биде пејач и еден е тој што ќе биде продуцент. Апсолутно. Јас се гледам мојата улога како диџеј, тука најмногу се пронаоѓам, јас сакам да ја промовирам музиката од артистите, да ја приближувам до луѓето. Значи сакам да сум конекцијата помеѓу артистот и луѓето. И токму поради тоа сметаме дека не е толку различно ова, бидејќи ти си поише на некој начин, поише како критичар, јас сум поише како диџеј бидејќи јас ја промовирам, али мање више иста е улогата. Улогата е приближување на музиката кон публиката. Конекција помеѓу артистот и публиката, бидејќи јас пуштам музика 3-4 пати нерално. 3-4 пати нерално музиката од светските или локалните артисти можам да ја презентирам на подиумот на публика без разлика дали има 50, 100, 500 или 1500 луѓе. Јап. Брат, мене мојата улога е тоа, брат. Не, апсолутно. Најголем мерак, а мислам дека и тоа кај тебе е некој кога ќе ти каже дека нешто си пуштил или си му предложил, многу му се свиѓало, брат. Мене тоа најголемо задоволство ми бре. Од сево ова, тоа ми е најголемо задоволство дека ако му кажам некому нешто да преслуша, дека ќе му се свиѓа и дека било нешто што би му се свиѓало него, што значи дека топ сум му погодил на дечко, супер брат, ме разбираш, како одлично е. Тоа е тоа. Да разборим малце за луѓето тука, Кендрик. Од кај да почнеме? Кендрик 2011 година го извади Section 80. Section 80, јап. Ти пишуваше за Section 80 на Пандамониум.
Тоа беше некаде таму мај, ако не се лажам, пред да завршиме со пишување. Проверете го тој текст, трилогијата на Кендрик. Рече пишуваше, а сакаш на кратко можеш и нешто да кажеш. Па види, Section 80 ја не го слушав во моментот кога ќе искочи. Искрено, исто беше и на пример дури и со Дрейк, истото беше и со The Weeknd, каде што малце покасно ги закачив, но работава е што на пример пред да го извади Good Kid, Mad City, јас слушав некои други ствари од Кендрик. Кендрик веќе имаше Hard 1, Hard 2 извадено. Hard Part 4 има сега веќе, значи 4 дела се, првиот и вториот дел беа веќе искочени пред Good Kid, Mad City. И For the Girlfriends имаше еден микстейп и топ доаѓа Section 80. И си викам, ќе преслушам, као ми фати увото ова што слушам, го слушам предобар албум онака, како ептен. Не знам, за тоа време, во 2011, бидејќи тоа ми е мене, брат. 2011, 2012, уште луѓето, сите артисти, си ги наоѓаа своите звуци, брат. Значи го имаше Мек Милер со Kids, каде што прави рап за средношколци, брат, буквално, и тоа фрет реп на еден начин, бидејќи ако прашаш некој, тој е категоризиран ко фрет реп. Во тоа време, да. Во тоа време. Значи таа беше главната критика за Мек Милер, што го натера тој после да се избранша толку лево да замени да прави тоа што прави. Ама истото беше и со Asher Roth, не знам дали го памтиш исто. Да, I Love College песната. Брат, као он го почна се до тоа у лоуферки која искаджаш и у панталони, брат, у чинос и снепбекче, брат, таков белец, значи он го категоризираше се до тоа. Мек Милер го презеди и го однесе таму кај што го однесе. Овде се појави Уиз Калифа исто. Значи зборевме за Rolling Papers, ти имаше текст пишано. И Rolling Papers исто 2011 година, да. Така да, тој период е, да. Знаеш што ми е муабетов, дека затоа беше битно ова да го направиме, бидејќи кога ќе почнеш да збориш за проект по проект што искочил у 2011, не можеш да ја сватиш магнитудата на целата 2011. Бидејќи окей, еве го Take Care овде, Rolling Papers, така Kids, ама цела година се тоа што искачаше J. Cole се проби конечно после толку онака од 2009 го чекав со песната A Star Is Born со Jay-Z и му требаше до 2011 да го извади The Sideline Story. Брат, чекај малце. Ајде да ги наброиме албумите кои више ги кажуваш и пуска збориме после дека и самите албуми не се доволен показател на се тоа што се дешаваше таа година. Да. Rolling Papers од Wiz Khalifa, Goblin од Tyler the Creator, Classic. Maybach Music Self-Made One. Најдобре. Па тоа е, брат. Big Sean Finally Famous. Kendrick Section 80, DJ Khaled With The Best Forever, Jay-Z and Kanye West Watch The Throne, Yep. Lil Wayne The Carter 4, J. Cole The Sideline Story, пази ова, A$AP Rocky, Live Love A$AP, The Mixtape, Wale Ambition, го зборевме, Mac Miller Blue Slide Park, Pusha T, Fear of God, Let Us Pray, Yep. Drake Take Care, Брат. Young Jeezy, Tag Motivation 103 и да не забораваме сите три микстейпи од трилогијата на The Weeknd. Wow. Брат, што поише од ова? Wow. И тоа рачуни, ова не е се. Ова не е се. Ова е само онака ова се само проектите. Да, само проектите. Нема синглови, нема. Тука не се споменува влијанието на Нига Син Парис и импактот кој го има годините подоцна. И не само годините подоцна, од таа година. Идат на турнеја, настапуваат по 10 пати увечер, брат. Песо, брат. Песо? Workout, J. Cole. Јап. Да. Headlines, She Will. Значи, бенгер до бенгер. Шурт динг, бе, брат. Од кај да почне? Ајде да збориме за 2011 беше? Да. Тоа го зборевме дека најлуда работа е тоа дека Sure Thing е 2011 брат, година. Sneak Peek, односно лик, да, ова е Sure лик. Thing, Pusha T и Miguel ремиксот ми е број еден троубек песна за оваа година, 2021. Ќе видите тоа на моите Сосема оправдано е тоа, бидејќи феноменална песна. Ја немам што поише да кажам, брат. Како класик момент е, брат. И денес се слуша кај многу луѓе, не си единствениот со тоа, ме разбираш, не треба чудно да се чувствуваш за тоа, бидејќи стварно за тоа време беше unprecedented R&B хит, брат. И тоа Pusha T на ремиксот, брат. Pusha T тогаш влагаше, брат. Pusha T имаше многу лош момент после 2007 година кај што брат му искочи од Клипс, остана сам. Баш и завчера гледав едно многу добро видео за Стивен Виктор, што му е неговиот менаџер, воедно менаџерот и на Pop Smoke, и како човекот има успеано да го крене пуша у тоа време што има направено онака
што се има направено за пуш, колку уствари тоа што велиш дека дека Стивен Виктор се нема никогаш занимавано професионално со музика, нит да продуцира, нит ништо. Бил интерн во Def Jam и се појавила шанса да живее, да се префрли во Вирџинија, кај што биле Клипс и кај што биле The Neptunes. Почнал да се работее некако со Фарел овде во студио да се матка и сватил дека не ќе да продуцирам, пробал да продуцира, сватил не сум за ова, ама дајте ми да менаџирам некого да видам како е. И од овде почна да прави онака moves, да прави да запуша ти за 2009-2010 да стигне да го пушти у Хаваи, кај што пуша ти се двоумел дали да иде во Хаваи или не, бидејќи тој се уште не бил подпишан за Good Music. И рекол дека не идам, Стивен Виктор, окей, ја идам без тебе, само чисто да видам за искуство. Не секој ден Кања ми вика мене во изнаемен ресорт да снимаме албум. Кидам чисто да видам и ќе лажам дека ти ќе дојдеш следниот ден. Доаѓа, слика со Блекберито, тоа го кажува самиот Стивен Виктор, слика со Блекберито, му праќа слики и вика види кој се овде, те молам дојди. Ќе зажалиш за ова? Пуша ти доаѓа, го фрла врсот на Runaway. Да рести с history, брат. Точно. Као не мораш да креираш музика за да бидеш дел од културата. Стивен Виктор го пронајде на еден начин Ski Mask the Slum God, имаше шанса да го потпише XXX Tentacion и го дозна многу она предвременски, го дозна и Pop Smoke. И он го направи тоа што е. Така да дефинитивно не мора да си дел од културата само преку да бидеш артист или продуцент. Има многу поише начини како ја обреш. Ова е конкретно еден одличен пример според мен. Ама такви беа времењата. Затоа Пуша ти е на пример толку добар, бидејќи тоа сето го има направено. Затоа ерава е толку добра, бидејќи толку легендарни моменти си имаат десено, брат. Тоаш имаше толку многу преврати, бидејќи стварно не се знаеше музиката кај ќе тера, брат. Точно. Можеше или да затера по YMCMB патот и да слушаме DJ Mustard битови до 2016 или да се појави Watch the Throne и да направи тотален преокрет. Ако не се појавеше A$AP Rocky, не знаме што ќе беше, брат. Човеков со 2 песни ја смени културата за секогаш. За секогаш. Не знам, брат, не е чудно е многу, ама у тоа време толку требаше, брат. У тоа време толку требаше. Ја мислам дека сега не може да се реплицира тоа, брат. Гледај, тоа ќе се деси пак, можеби сега се дешава, можеби немаме осет, можеби допрва ќе се деси. Мислам дека зборевме ние и лани и оваа година дека сме некако на крај, осеќаме дека сме на крај на нешто и треба да помине време додека се појави нешто друго. Сега сме на крајот на една ера, брат. Да, апсолутно. Се дешаваат ствари, не велам дека се нема сменето. Баш зборевме за тоа, ти си кажа што си кажа, имаме нешто, пишуваме за Red Bull, shout out to Red Bull. Дечките пак не покани, пишувавме нешто и за нив, тоа ќе искочи следна недела, се надевам. И таму ти кажуваш нешто што онака ќе те оставам и да си го прочиташ, следна недела ќе збориме за тоа. Да. Ама муабетот ми е дека нормално е да чувствуваме промена, само тоа што беше многу нагла, брат. Тоаш се знаеше, ова искача, ова е следно, брат. Знаевме дека е следно. Знаевме дека моментот кога ќе искочи, кога искочи Niggas in Paris, дека тоа е тоа, брат. Знаеше дека ќе има нешто, брат. Знаеше дека ова ќе биде следно, брат. Брат, прв пат кога слушаш она тън, Толку е, брат. Крај. Истиот момент е ко на Runaway шо е, брат. Истиот момент, истото интро е, брат. Истата важност ја имаме, разбираш? Сите се губат кога ќе ги слушнат првата нота на Runaway, брат. Истото е и со, барем во тоа време истото беше и со Niggas in Paris, брат. Брат, Niggas in Paris имаше огромен импакт. Баш сега по грешка оваа недела слушав интервју на Academics со Hitboy од оваа недела, баш свежо. Избора за како Hitboy успела да се пробие, што како и кој е најважен момент за него, и он сам кажа дека Niggas in Paris е најважен момент за него. Тоа, да, за луѓе што не знаат, Hitboy е продуцентот на Niggas in Paris. Он има испратено на 40 битови на Kanye и они го имаат избрано тој, а тој можеби не бил испратен, тој бил чуван за некој друг локален артист да го настапи. И му се јавиле на Hitboy, му рекле дека тој ќе се искористи, овој го стопирал тој локалниот артист, отишол го доработиле битот и што викаш ти да рести с history, брат. Баш го праша која песна смета за него дека е со поголем импакт, дали Sicko Mode или Niggas in Paris, и он рече дека се двоумел, отишол на Astro World, мислам дека 2018 или 2019. Завршиле со тој настап и Hitboy беше као шо? Само еднаш настапува песна? Niggas in Paris настапува повеќе од
7-8 пати на Тоа една вечер. последователно. Па да, она као Последователно. pull-up, Да, као оној реге момент, као Да, го pull пушташ, up. ја враќаш, го пушташ, Rewind. ја враќаш. Јап. И публиката збесна. Тоа беше времето кога Кање носеше сукни, кога се имаше Да, тоа беше good music, одредена е- деновите да. да. одредена естетика, побудалеа луѓето тогаш. Ја искрено мислам дека тогаш Кање му дае премногу на Jay-Z. Ја дури бев лют на Кање што премногу кредибилитет му дае на Jay-Z во тоа време. Го врати. Да. Го врати. Jay-Z правеше тогаш брат Empire State of Mind и такви работи. Ова му дае Не, апсолутно тоа него го врати бидејќи Jay-Z у 2009 беше нешто што онака само као фракција на тоа што Jay-Z бил. Као Jay-Z реално според мене која беше 2009 You Don't Know, така? Со Just Blaze. Blue Magic, која Не се сеќавам. Не се сеќавам. Знам Swagger дека Like Us имаше тука некои гостувања, Swagger Like Us. Да, ама мислам дека State of 2009 Mind. беше последнава година кај што Jay-Z уствари извади нешто и после се деси 2011 да Kanye го врати некој измеѓу тие две години. Океј, Empire State of Mind за тоа што у тоа време кога е извадена е стварно исто не знам, за него може и кариер дефайнинг, ама и за не знам, би го нарекол дека е исто као стемп удри на таа декада, ме разбираш, за почеток на таа декада удри. Бидејќи песната многу долго беше хит, многу поише него ли тоа што треба да биде. Ама беше сосема поинаку, не тоа што обара. Тоа беше кросоверс, поп, R&B со хип-хоп музика. Значи на крај има еден дел што влече некои корења од дабстеп или од такво нешто, но и брейкот при крај. Јап. Crazy. Да. Затоа ти викам, има многу имаше доволно ти се неколку песни за да сватиш дека овде е промената. Овде сега во 2021 и во 2020 и доколку има промена нема да биде толку нагла. Таму беше нагла бидејќи сите се префрлија на следното. Значи останаа само две сили во хип-хоп, две струи брат. Остана DJ Mustard продукцијата и Lex Luger продукцијата и тоа што беше трапот, почетоците на трапот. Бидејќи океј, Kanye West го направи тоа што го направи, но после се деси трап да биде заземен од A$AP Rocky, да биде овде Lex Luger, да влезе па дури и Tyga во ова време, брат. Ме разбираш, значи сите тие си имаа момент со трап музика да прават. И тоа беше многу интересно дека имаше трапот беше од песна до песна најразновиден, брат. DJ Mustard битови колку и да беа исти, мелодиите на самите артисти сите беа. Овде беше онака тоа тебе ти го кажав дека ова беше можеби време со најголем креативен не знам, моментум, најголем креативен моментум има луѓево, бидејќи знаевме дека продукцијава ќе биде слична, дека ќе се повторува. Битно беше уникао ќе настапат на песна. Да. И многу беше битно тоа, бидејќи океј, Kidding брат, као и некој сега да каже да ги Чекај, многу напред идеш. Не, брат. Kidding. ама океј, така, ама ќеоспоредиш со Крис Браун, така? Мене сосема бидејќи во тоа време имам растено, сосема порази исто и ова за претходните артисти кои што били во тоа време. Сега е многу лесно да ги споредиш со некој. Во тоа време ние убаво знаевме кој е, што е, кај и кое место си го има у културата. Затоа сега да се навратиш в перспектива доколку го имаш поминато тоа време, е сосема поразлично него ли да го гледаш, а да не си го поминал. Не мора да значи да бидеш да си сега 18-17. Може да имаш и 35. Ама не ако не си ја слушал музиката во тоа време, не можеш да знаеш. Ја така се осеќам и знам дека има премногу работи и не ни можеме се да спомнеме што се има десено само у 2011 у поглед на хип-хоп. Ама албумите, сингловите, песните и сите дешавки околу сето тоа, мислам дека онака главните работи ги кажав. Што гледаш овде? The Rap Yearbook е една книга во која се напишани као која е песна на годината секоја година. Се разбира дека 2011 е Niggas in Paris. Има убаво објаснување на неколку страни зашто е, како е, стварно си кажуваат убави ствари. Само за споредба ќе ви кажам 2010 е трагата Monster, Kanye West, Rick Ross, Jay-Z, Bon Iver, Nicki Minaj, Niggas in Paris 2011, значи мега бенгер, нема ни потреба да збориме, само сега да спомнам дека е далеку и широко признаена за тоа што е. Сакав тука да ги прочитам исто на Double XL најзначајни синглови и албуми за 2011. Кога ќе почнам со синглови, Niggas in Paris, втора е I'm a Boss од Meek Mill и Rick Ross. Classic.
Значи тоа е нешто што Класика. Ова е self-made, ако не се лажам. да, Self-made one, затоа велам дека е еден од најдобрите, бидејќи ова беше репрезент за тоа што можат да направат што можат да направат Double M, да MMG ко лейбл, бидејќи брат, овде има една песна што е 8 минути долга, се вика Power Circle. Слушај и таму сите имаат по два верса, меѓу кои Кендрик Ламар, можеби и така беше онака еден од првите моменти кога што го чув Кендрик Ламар, буквално онака го имам ставано и на кепшенс на Инстаграм и све. Ептен, овде се запознав со Gunplay, овде се запознав со Стели, овде се запознав со Мик Мил, овде се запознав со Wale. Wale. Сите од тие артисти мене ми имаат онака ден дупка оставено у тие години, дупка у позитивна смисла, кај што дент имаат направено, као сеќавање имаат оставено, имаат направено од тоа време. Rex City од Тайга, го спомна Тайга, тука почнуваше новиот бран со DJ Mustard, со Тайга, целиот тој саунд. DJ Khaled featuring Drake, Rick Ross and Lil Wayne, I'm on one. Класик. Мене до ден денес едно од омилените песни. Па би рекол и на Drake, општо оверал, од се што има звано Drake, ова ми остана тоа онака у срце ептен. Дефинитивно. Black and Yellow од Wiz Khalifa, нема потреба, нема што да се збори. Undeniable. Прочитете го мојот текст за Rolling Papers ако ви интересира, пишане на Пандамониум, да не се повторуваме сега. Има многу да се збори, многу ми е значаен тој проект. Тоа се времињата кога слушавме музика и тоа е она класика која ќе остане за секогаш. Lil Wayne, How to Love and 6 Foot, 7 Foot. Бенгери, 6 Foot, 7 Foot, посебно дури и во Македонија стигна до некаде таа песна ја пушта и DJ на страна од мене, што сум ги пуштал сите овие песни. Headlines од Drake, до ден денес ја пуштам, брат, мислам дека е баш. Сега како поминаат 10 години, сега е certified. Се уше поише смисла има зашо би ја пуштал. Да. Сега има уше поише смисла зашо би ја пуштал. И Otis од Jay-Z и Kanye West. Види ја разликата помеѓу Otis и Niggas in Paris. Да, и Rex City е тука. Ама Boss е тука, Black and Yellow е тука, брат. Значи различно е. Колку се сите различни, брата, сите биде мега. Затоа велам дека Ептен беше онака една crossroad кај што не се знаеше кај ќе тргне, брат. Било која од овие песни можеше да повлече и да каже не, ова ќе биде следниве 10 години и онака се направи некоја фузија од сите и се изфилтрира се до тоа и остана тоа што го добивме уствари. Го добивме тој Lex Luger трап бит, добивме не знам, добивме Clems Casino продукција, добивме све од тоа, брат. Добивме алтернативно од најдоброто од алтернативното, најдоброто од трапот, најдоброто од комерцијалното се споја и почнаа луѓе да прават многу квалитетна музика за многу брзо време. И тоа е многу интересно дека многу луѓе одма скокнаа на тој wave, одма се префрлија, сватија дека е тоа следното нешто и многу некако бидејќи на сите им беше ново за такво нешто праење. Тука беше таа креативност, ме разбираш, ги натера да се реинвентнат онака, да се искочат од кожа, да прават некои нови ствари. Според мене тоа ми е онака најостанато у глава дека овде многу луѓе се трудеа да направат нешто што би ја дефинирало новата ера. Нешто ново, нешто креативно, нешто инвентивно, нешто поразлично од другите, што е многу битно. Апсолутно. Тоа беше времето кога секој пробуваше да биде различен, а не да копира некој друг. А за се тоа ти требаше само да бидеш свој. Дрейк тоа го направи, Дрейк беше свој, брат. Дрейк у 2011 сите му се смеа дека рапува за жени, дека као ги сагал, дека е бил емотивен, бидејќи тоа беше смртта на генгста ерата, брат. 2009 така, значи се си има од каде потекнува сето тоа, брат. За се што беше исмејуван, сега е обожавам, брат. И тоа така почна ерата, ме разбираш, со исмејување на овие што беа од 2000-та па до 2009-та. И тука веќе умре генгста рапот, каде што Кање буквално го победи тоа и кажа, окей, тука сте. Искочи Jay-Z, Dead of Auto-Tune, DOA. До ден денес не е мртов, така да тоа беше речот Jay-Z, fuck Jay-Z за тоа. Да, ама види, брат. Old head момент, брат. Па тоа сакам да ти кажам, мислеше дека ќе направи нешто за на крај тој да се префрли на тоа, ме разбираш, као бидејќи не можеш, ти ако сакаш мелодија да вметнеш во хип-хоп музика, тебе reverb и auto-tune ти треба. Без разлика. Многу луѓе користат, брат, и тоа многу го користат несетно. Кога ќе кажат auto-tune, луѓе се потсетуваат на Тревис, на такви некои ствари, ама не секој auto-tune е лоша auto-tune, брат, ме разбираш, кога не брат, не е воопшто лош. Не е воопшто. Мислам, има многу лоши моменти како се користи, во ред имало лоши примери,
Ама работава е што ти не можеш да направиш песна Dead of Не можеш да Fortune, генерализираш така, брат. It didn't age very well, брат. Воопшто уствари. И исто да Воопшто. имаше наследна песна Hip Hop is Dead, тоа уште Добро, тоа беше 2006 која не му успеа неговиот албум. Еј, тоа е. Сега си прави King's Disease 2 и... затоа се го еден- поштуем. За еден од најдобрите албуми за 2021, брат. Тоа е работа, ама Jay-Z, например, се уште се нема промене. Зашо Jay-Z не го прави тоа, брат? Разбирам дека човеков има премногу пари. Ја го многу поштувам ко рапер, многу е квалитетен. Значи, крал е на Double и на Triple Entendres. Факт. Лирички е многу способен. Не разбирам зошто он не е не е влезен у таа фаза кај што прави рап, брат. Зашо не прави Reasonable Doubt type shit? Не бе, брат, ја мислам дека Jay-Z више не има потреба да прави Не, музика. уопште. Ја не слушам нешто ново од Jay-Z кога ќе видам. Мада морам да признам дека тракава со Nipsey Hussle што беше What It Feels Like ми е можеби во топ 10 траки за 2021. Ја ставив таму. Искрено, да, ја заборев на таа песна. И заборев и воопшто и на таа компилација. Го спомнав тој компилационен албум Топ. во мојата Essentials Браво. листа. Мене не ми текна на тоа. Тоа беше многу рано, тоа беше јануари или февруари Да. и Не, уште многу бев на далеку, Панамонiju, зборевме многу за тоа, далеку да. изгледа некако. Епа, тоа е проблемот, брат. Има премногу музика на која што се фокусираме, за на крај да заборавиш на многу голем дел од проектите, брат. Тоа е проблемот. Ќе збориме следна емисија за тоа. Да. Мора да се вратиме, збориме, ама се враќаме на 2011. Се враќаме 2011 Swag mixtape, DJ Iris Scratch. Сабајле го преслушав микстейпот да се потсетам. Искрено сум многу задоволен како сум ги миксал песните и како звучело тоа. добри. Транзициите се сосема солидни за тоа време. Имам стајано дропови, имам стајано интро, имам многу добар Треба. кавер, многу смешен кавер, али многу добар кавер. Сум се уште тогаш сум се трудел за каверите и да ми Две- изгледа се како што треба. Да, Морам да Дарко, прочитам некои песни од само ќе те прекинам, Дарко фриленсал и плаќал американци да му прават кавери у 2011. Let that sink in. Братот фриленсал у пред 10 години, како да ви објаснам. Уште едно сакам нешто да те прашам пред да почнеш за ова и дали беше 2011 тогаш кога имаше ти Dubplate еден или тоа беше 2012 или покасно? 2012 ми е даплетот од Да. оној Тоа Тили Бум. Ќе го оставиме за следна Брат, година. тук имам даплет од Мики Приземје, шараут за Мики Номатик. Мики Номатик, да. Имам даплет на песна Телефон Секс од Едли Шайн. Едли Шайн е од еден стар бенд од Нью Йорк, не знам ли се сеќаваш, Born Americans. Не. Има бумбап со бумбап саунд, али рецитирана патва. Тоа е 90-ти години. Едли Шайн проба да се реинвентне пак во 2010-2011. Имаше на трака. Ја ги слушам Born Americans што поодамна и му пишав тогаш, ми прати дроп со Мики, седнавме, дропот го наместивме како рефрен, најдовме ридимот, Мики рокна една, мислам дека 8 или 16 таму. Баш Big Up Iris Scratch, ова, она многу е добро, го слушнав преска, онака ми се насолзи очите дури што. Ќе го вратам ја тоа. Не ни знаев за Едли Шайн, не знаев за овој момент. Да, ама тоа е првиот го памтам тој даплет, затоа те прашав дали од оваа година или од бидејќи Следната. тоа се деси. Тоа се деси. у таа декада. Ајде, збори ми за трак листата бидејќи пошто Сабајле кога ми ја прати, брат, ми ги отвори очите тотално, брат. Не бев спремен за такво нешто да видам у 9 саат Сабајле, брат. Демото, Look at Me Now од Крис Браун Класик. и Баста Раймс, значи немаше опиш да се збори за таа песна. On My Level, Wiz Khalifa, Too Short, Crazy. Crazy. Никој не беше спремен за On My Level, брат. Ace Hood, Hustle Hard, Niggas in Paris, I'm on One, ја спомнавме веќе. Има тука една трака која се вика Gucci од Kreayshawn. Ја приказна за таа песна, брат. Ајде, пукај. 2011 исто со Стефан го спомнав веќе. Стефан ми ја пушта и ми вика слушај лудачава ми вика кога пошто у тоа време освен Ники и не имаше некој друг женски артист онака репрезент за тоа, брат. За таа ера не. За таа ера, за тоа време и за таа музика не постоеше, брат. И исто тоа, значи ова е 2011, 2012 е Wale со Дипло со работките, Дипло која влезе во хип-хопот, она со трап музиката. Ова е пред тоа, брат. Ова е пред тоа, да. Ова е пред тоа. Ова е Chainsaw миксови, брат, она Chainsaw звуци, трап продукција некоја. Kreayshawn, брат, прв пат слушнав за таков артист. Ја пуштам Gucci, Fendi, Prada.
This bitch is basic, so I don't even bother. И ја вако остана, викам, што? Дънкс, друга да слуша. Брат, тоа ми беше на репит, брат. Се вратив дома и на SoundCloud барав милион ремикси и верзии на истата песна години подоцна, брат. Онака како underground хит никаде ја нема спомнато воопшто, ама ова беше undoubtedly еден од најинтересните моменти креј Шон Гучи, брат. Онака дури и чудно ми е како го изговарам се до тоа, ама За тоа време, брат. за тоа време мелодијата за која што ја понуди онака и битот што го имаше, у тоа време беше феноменално и нешто неслушнато до тоа, така да ова е многу голем момент за мене у 2011 бидејќи стварно беше поразлично него ли било што друго, брат. Исто затоа и ги имам ставено тука. Прелудо. А и си имаше луѓе што ја знаеа песната, брат. У тоа време сите што слуша, па ако не се лажам, може да има пројдено у некоја трап верзија, брат, у некој трап микс и на трап да фака на Можно е, на почетоци, да. доста веројатно дека си има слушано тоа. Тоа е предвестникот на Риф Раф. Да. на Епа, Dolce ова е тоа, Gabbana, ова е тоа, онака како Diplo. си викаш, о, ми музика или што е, ама уствари не е, многу е сериозно стварва, кај што само користи многу поише филтри, онака како ептен. Да, ама тука Продукцијски многу е чудно, брат, ме разбираш? тука го имавме и Lil B, Wonton Soup. До ден денес е меме. Тоа не знам дали е 2010, може 2010 или 2011. Брат, Lil B за God е 2011. Тоа е, тој човекот е буквално причината зашо A$AP Rocky го знае за Клемс Казино воопшто, брат. Има песни со Клемс Казино, меѓу кои One Time Soup, уствари дека е онака со работа ка Lil B, брат, Lil B, мене ми е мим, ме разбираш, кој ја не можам сериозно да го сватам човеков, ама уствари Ама затоа кога ќе скепта се може. вратиш, ама кога ќе се вратиш у 2011 кога ќе услушнеш албумот, доволно е продукцијава само да ја слушнеш, да сватиш дека Lil B was on some shit, брат, у 2011 година, дека човеков имал уво за нешто. Колку и неговата екзекуција на песните да не била таква, да била чудна и да била она слопи и да биде смешна, увото за продукција за тоа време многу направило за генерациите подоцна. Точно, се слагам со тебе. Да продолжиме со трак листата. John од Lil Wayne и Rick Ross, малце генгста реп. Ама онака јак Трап, генгста, ова е трап генгста Trap реп. gangsta rap, да. Earthquake од Labyrinth и Tiny Tempa, оној You Can Sound, сигурно се сеќаваш. Јап. Headlines од Drake, Man Down од Rihanna, брат. She Will, Lil Wayne и Drake. No Sleep од Wiz Khalifa, ова се Rolling Papers Jams. Donald Trump од Mac Miller. Till I'm Gone, Tiny Tempa и Wiz Khalifa. Значи, тоа е тој саунд, брат, не знам. Да. Black and Yellow, Wiz Khalifa уште една трака. Talk That Talk од Jay-Z и Rihanna. До ден денес, брат, ја пуштаме у Хавана и спобудалуваат сите онака неприкосновен класик. Класика е, брат. Ја не памтам кога последен пат имам слушнато, ама ако ми кажеш Talk That Talk, онака знаеш која е песната, ме разбираш, кога Или кога чуеш од диско, брат, знаеш. Да, ќе те размрда, ќе се насмееш ако не друго, брат. Гледај, тука се губам малце. Тука идам малце некои други ствари што сега може изгледаат смешно, али тоа 100% сум ги живеел. Дури се изненадив каков влагам со едно денсхол трака од Mavado и Shaggy, Girls Them Love We, за да продолжам со Beyoncé, Countdown, Jennifer Lopez и Lil Wayne, Into You. Ле. Тука ми е даплетот. Брат, Комбила. тука е Никол Шерцингер и 50 Cent, Right There. Вау. И тука више, па добро, не излагам уште, брат. Big Sean, Lay It On Me, со Келли Роуленд. Добро. Тука е оној поп. Ова е, Тука сум му... ова е, да, и ова е првиот и обид онака на Big Sean уште пред Good Music да стане онака да се пробува у такви води. Да, се сеќавам на ова. Sean Paul, Got To Love Ya. Ова 2011 беше? Се ова е најверојатно 2011, че ми ги имам ставено тука. Да, сигурно. Roll Up од Wiz Khalifa и завршувам со Workout од J. Cole. Реално одлична аутро песна, брат. Мислам дека со овој микстейп онака сум опфатил се што било по наводници комерцијално. Брат, Што требало да се опфати во тоа време и мислам дека е многу прогресивно, а од друга страна сваќам зашто викале дека овој пушта женска музика, овој види го овој. Тоа е на перскиот муабет. Да. Види ги овие дечки, пуштаат женска музика, дај нешто тврдо, дај нешто West Coast, East Coast, не знам што, а ја пуштам Countdown од Beyoncé или Lay It On Me, Big Sean и Kelly Rowland, али Гајле ти е, брат. врв беше и тогаш. Или Нормално, Roll Up од брат, Wiz Khalifa. нормално. Брат, не збориме доволно за J. Cole и за Sideline Story, брат. Ајде, Епа, ајде. Да отвориме трак листа, а? ја у голем дел се сеќавам на неа. Мене ми е дека
нема, знаеш колку озборуван и колку хейтан беше албумот, бидејќи J. Cole од секад бил на измеѓу онака каде што J. Cole, уште многу луѓе од Friday Night Lights го знаеа за рапер. Нас искочи у тоа време дека очекува дека J. Cole ќе биде имнината на хип-хоп музиката и J. Cole подпишува со Rockefeller и се подпишува под Jay-Z и Jay-Z го најавува со песната од 2009 A Star Is Born, што е феноменална песна. Онака буквално Jay-Z рапува за тоа кој е следниот човек што он му го предава торчот. Значи, види, на еден момент Jay-Z тоа го кажува на начин кај што јас се откажувам, јас го предавам торчот на човеков. Он ќе е следното лице на Rockefeller и J. Cole под многу притисок е стаен овде, го нема 2 години, у 2011 вади The Sideline Story кај што целиот албум рапува, брат. Не прекинува да рапува и има само 2 моменти. И тоа се Малце поише од 2, ама да. Не, во ред, ама тие се двата, така ги знаеме. Workout и Гледај, Can't Get Enough, In the Morning со Drake, In the Morning, да. Nobody's Perfect. Мара таму рапува, ама мислам рап... дека можеби, извини што те прекинувам, можеби впечатокот на вистинските рап глави е дека е премногу мек, премногу комерцијален, премногу попиш. Истиот момент, бидејќи имаше поп моменти, ја не велам не. Значи го имаш овде Drake, го имаш Trey Songz, имаш и со женски артисти и со како нормално е тоа. И тоа работава е дека човеков на крајот на денот мора да се пробие, мора да продае албум sales. И кој искочи албумот? Нас кажа дека е тотално разочаран, дека не го очекува лова. И тоа, само тоа дека нас го кажал, значи општо албумов ни светов беше одлично прифатен, брат. Ја веќе мене. Sideline Story, брат, ми е едно од омилените J. Cole песни ден денес, брат. Ден денес. Nobody made guidelines how to get up off the sidelines, брат. One line, онака што останал со мене, брат. Останал со мене до ден денес, брат. Уште го памтам. Албумов го немам слушнат од добри 4-5 години, брат. У целост онака. Брат, Can't Get Enough, траката мислам дека е блупринт за се што прави бас до ден денес. Јоп. Да. Со гитарче, со такво нешто. Mr. Nice Watch е трап бенгер што може да се пушти на трап да fuck up и денес. Строзирани звуци, со инфлуенс од дабстеп. In the Morning е, брат. In the Morning денес е. Сеќавам сега кога ќе се спомне името и оригиналот и ремиксот. Да. Влијанието можеби така, таа стара генерација впечатокот бил лош, кај новата генерација впечатокот беше одличен. Ја го сакам овој J. Cole. Не, ја го обожавам. Мене ова ме навлече кон J. Cole, брат. Ја имав слушано све од J. Cole до овој момент и искача и као не сваќам зашто луѓето го ругаат човеков, брат. Не ми беше тоа јасно, бидејќи нема потреба. Албумот е солиден за да на еден начин задоволи било кого, брат. Dollar in a Dream, раперска песна. Интрото, рап. Имаш многу моменти кај што ти можеш да чуеш дека J. Cole рапува сериозно, брат. И после го натера и затоа искочи следниот албум кој што искочи онака кај што имаше Can't Let Us Down и пак си правеше, пак рапуваше, ама пак ги имаше моментите. Затоа ми се свиѓа дека J. Cole од секад бил онака дипломат, успел да го излевелира тоа и да си стане тоа денес што е сакан од сите на еден начин. Бидејќи у ова време го мразеа сите, бидејќи за никого не беше доволен, ме разбираш? Не е доволно рап, не е доволно пеење, не е доволно поп, не е доволно ова, не е доволно онак. И на крај го напушти тоа, брат. Свати дека усвари ќе правам музика за мене, па ако ви се свиѓа, нека ви се свиѓа и као се излезе од таа вода. Ама работава е овде, J. Cole е под многу голем притисок стаен од 2011 за што треба да направи. Бидејќи го имаш притисокот од Jay-Z, го имаш притисокот од целата јавност онака и од фановите, бидејќи те знаат за дека си рапувал и сега Jay-Z ти вика дека можеш да имаш радио сингл, ја вадиш Workout, не ти успеа, не ни успеа, брат. Она фактички според нивните metrics за тоа што беше е флоп, знаеш? И самиот не се сеќам, јас го немам тој впечаток и не се сеќам новие. На пример конкретно мене ми беше ептен добар хит, бидејќи не ги сагав на пример као еве кој што збориш 50 Cent right there, брат. Имам заборавена песна дека постои, ме разбираш? Тоа е премногу поп. Тоа е поп. Ова Workout беше онака, поише рап него ли поп, ме разбираш, ама го имаше тој момент, тој звук за да биде ептен радио сингл, бидејќи реално и тоа се вртеше, брат, 2011 година и овде. Workout овде ја вртеа, брат. На Антена 5 се сеќавам дека ја вртеа. Ја
дури имам статус пишано за тоа, као еј топ, им требаше на луѓево Антена 5 за да го знаат J. Cole. Тоа го имам коментирано на Facebook, го имам пишано некаде Сега во си бил 2011. хейтер да ти. ама така е, брат, као гледаш, ко пратиш, гледаш, ги филтрираш ти сите ствари и ти доаѓа само до окей, се погода еден од тие артисти да биде пуштен на Антена 5 и сите на сите им е омилен се, all of a sudden ли ме разбираш, као не знам, I'm feeling some type of way, ама не лош овакво, не дека сум хейтер. Да. Мојаметот ми е дека имало многу притисок, затоа ти велам дека е многу било тешко да извадиш албум од 2011 да звучи ваков и сега да си тоа што си у 2021, ме разбираш? Многу тежок преоден период било за артистите. Стварно не знаеле што треба да направат следно, брат. Гледај, може да кажам дека J. Cole можеби не бил на исто ниво со Drake, со Take Care, да. Не, апсолутно не. Ама дека има лош албум, ја мислам дека баш напротив сега Далеко гледаме назад кон овој албум и дека бил добра. Овој како да кажам сега, брат. Да не збориме пак за раперски рап муабети, али кој го ебе нас бе, брат, што очекува нас од J. Cole? Факт. Не велам не, окей, во ред, ама Додека пробуваш да ги задоволиш олдкедовите кои да си доли, па тоа е проблемот. не правиш музика која сакаш и можеби од не ја сакал ова, ама не ми изгледа дека не ја сакал. На крајот на денот ова е рецепт за албум, рецепт за хип-хоп албум, ушто тогаш важи. Сега во денешно време ти формулата. можеби можеш да си изградиш свој лейн и да си правиш музика само каква што сакаш. Ама до ден денес се варат вакви албуми, кои на пример на Джек Харлоу албумот, Јоп. што е албум со формула за хип-хоп албум. Значи имаш R&B кросовер, имаш 2-3 соработки со колеги од сцената, имаш една песна кај што збориш за минатот, имаш една песна кај што збориш за девојка ти, имаш една песна кај што збориш за девојката што те оставила порано или ти што си остел. И као тоа е формула, класика која до денес се прави и тоа не е лошо, брат. Јоп. Дека реално кога вадиш деби албум треба да има одцепо нешто за луѓето да те запознаат. Па тоа. Особено во тоа време. Тоа. А човеков имаше 2 микстейпи и веќе знаеш што може да очекуваат, ама никогаш нема да добиено албум, брат. Пошто J. Cole знаеш што зимаше Алија, брат, best friend и рапуваше, брат, ама рапуваше за девојка му, брат. И за нејзината другарка, брат. И као луѓето очекуваат такви ставови од него. Овде беше каде помек на тие песни кај што требаше да биде, ама не беше за лошо, брат. А ако нешто на рецензиите и тоа нас, на пример, што го кажа, па доведе да искочи Born Sinner, брат. За мене најдобриот J. Cole албум, брат. За мене е најдобриот, можеби и најдолгиот, ама најдобриот за мене, брат. Стварно онака Forbidden Fruit со Kendrick, многу She Knows, брат, феноменални песни има на тој албум, брат. И не знам, окей ми е, за тоа што се десило и сега вака перспективно кога ќе го видиш, топ ми е, брат. За сите тие критики може да и го имаат направено J. Cole што е тоа денес, брат. Али да го немаш овој албум, за мене немаше да биде релевантен воопшто. Born Sinner беше добар албум, ама 2014 Forest Hill Drive, ја више тоаш престанав да го слушам дека тоаш ми звучеше многу застарено, ми беше многу. Да, па тоа го направи тоа. Тек сега му се вратив на тој албум. Али да го немаше ова, немаше J. Cole да го ставам. Апсолутно. Да. Underground некој трапер и колку. Окей, може и го слушав, ама со ова мислам дека се стави на мапата ке многу луѓе се стави на мапата, дефинитивно. Се направи да биде тоа што е звезда, брат. Ова го направи него звезда, брат. Стварно онака беше за него беше full circle момент каде што он стварно стана звезда, а Jay-Z кажа A Star is Born, брат. И таму почна тие муабети, таа споредба помеѓу J. Cole, Kendrick и Drake. Тука почна све, брат. The three lanes of hip-hop на почетокот беа испреплетени, за крај се соопфатат. Требаше саат и 4 минути да стигнеме до тој момент, брат. Дека ова е почетокот. Ова е почетокот на тоа, дека уште Kendrick нема изваден албум. Kendrick со Section 80 го има, но од Kid Mad City уште го нема, брат. Да. Но овде почнува све, брат. Овде почнува све бидејќи не знам онака, Drake имаше еден, Kendrick сите знаеа дека може да рапуе, значи се знаеше, се збореше за него. И доктор Дре онака имаше зборено за него и све, значи не е од нигде. Но брат 2011 доктор Дре уште има влијание, ме разбираш, тоа време уште има влијание у играта и он кажа и се изјасни дека Kendrick за него е иднината од западот. И во ред се фрлија многу очи на Kendrick. Окей, Section 80, топ, интересен вакво. Како да го нарачам, комплексен албум, ме разбираш дека има некаков има контекст, има концепт цел позади него. Ајде да чуеме што е следно сега од тебе.
И на пример имаше еден Луси, тоа веќе беше кон 2012-та, Cartoons and Serial извади и удри многу јако, таму настапува со gunplay. На 2011-та, кој што реков, настапува со на Power Circle на MMG. На MMG. Зашо се сеќаваме на овие работи, бе, брат? Не ги ни читав, брат. Ова ги знам од памет, брат. Ме разбираш, имаато станато со мене, бе, брат. Тоа е најлудото од све, брат. Толку ни се врежани овде, брат, што не ни треба да се потсеќаме на ствари. Ја не се сеќавам, ама да, чим што се сеќаваш, што е тоа. Као, прелудо е. И од друга страна го имаш J. Cole каде што е со многу притисок од сите, Дрейк го имаш кај што е поддржан од Лил Уейн и овде доаѓа Кендрик што е поддржан од Доктор Dre, брат. Од три страни на свет на Имаш вако да, West Coast, East Coast, имаш И имаш Down доле, South или Canada, двете. South избрат, да, како и Ама да. као двете, као не е West Coast, не е East Coast. Да, Нешто друго. апсолутно да. Па да, J. Cole е од South Carolina, така да тука некаде спаѓа. Али по звукот е повеќе East Coast и плюс Повеќе е по звукот искал, тоа сакам да кажам, ама е, знаеш она, пак е малце по јужно него ли Њу Йорк што е. И го имаш нормално Дрейк во Канада. И као овде станува тоа, тој кросроуд кој ќе биде од нив тројца. Овде почнуваат сите компарации, овде почнуваат и соработките нивни, мислам, као мора да се пребациме на тоа. Значи видовме дека има Дрейк со J. Cole соработка на The Silent Story. Јоп. Имаме тука In the Morning, брат. Легендарна е, ме разбираш, као мене In the Morning ми се свиѓа. Не знам, можеби еден од омилените хитови такви кои што се онака што би рекол за девојката, ме разбираш, као еден од омилените ми е, брат. брат до ден денес. Значи До ја ден ставам денес, знам искор со музиката на од Trilogy на The Weeknd, од Take Care и од тие албуми. Да. Ако ништо друго, звучи кој да требало да биде овде, брат, на овој албум. Искрено. Еј, мора да позбориме за Take Care. Кога више збориме за соработките, мора да збориме за Take Care. Кендрик Ламар се наоѓа на Take Care. Legendary, брат. Значи, Legendary, трак тоа сам да листа, ти кажам, брат, дека тука почнува све, брат. Не Андре 3000 го има, бе, брат, ме разбираш? Многу сериозен албум е, брат. многу добар албум. Ова се збори дали е класика, брат. Ова е поише од класика, За мене тебе ме албум? прашаш. Класика, брат. Класик, брат. Као луѓе забораваа дека ова беше 2011, брат, дека Дрейк имаше само So Far Gone, брат. Да. Као Што зборевте, бе, брат? Шо вие, брат? Ви не беа луѓе нормални у 2011 што збореа за Дрейк, брат. Не, од ова, The Real Her, бе, брат. од ова Lil гледна точка Wayne, гледано. Андре 3000, брат. Не знам од каде да почнам искрено. Кај сагаш нема да сгрешиш, брат. Значи, почнем од интрото Over My Dead Body, Shot For Me, подобро интро, тоа не може да заврши со headlines. Тие три траки како едно интро ми се можеби најдобро интро на еден проект. Крулав, брат. После продолжа Крулав, тука се појавува The Weeknd. Трилогијата на The Weeknd излезе ни целата 2011 година, ама ќе излажеме ако кажеме дека во 2011 сме слушале. Апсолутно. Можеби и овој проект кон крајот на годината првпат ни го покажал името на The Weeknd, ама верувам дека Да. можеби 2012 сме почнале да преслушуваме по нешто од него, пред се преку features, а после тоа и враќање на трилогијата. Апсолутно. Кога излезе трилогијата како проект, бидејќи микстеповите излагаа Independent, трилогијата после излезе како една спојна Апсолутно. Ја сите не три. се ни сеќавам на The Weeknd у 2011, искрено. Мене ми е дека некаде во некој период од 2012 веќе сум почнал да го слушам и сум се навратил на албумите. Пошто веќе знам дека знаев за The Weeknd тогаш, ама 2011 не би рекол. Иако албумов го имам слушано во 2011. Брат, имаат класика како Take Care со Ријана, Marvin's Room, во нема кој е песна овде Buried што не е. Alive, тука се наоѓа Кендрик. Сите се. Marvin's Room, Lord Knows. Lord Knows со Rick Ross, тука ги има оној легендарен бит, легендарен лајн на Дрейк што вика не правам музика за луѓе што не for people who don't get pussy. So those are the ones they can diss me or overlook me. Као демек не правам музика за вас, вистински рапери што седите на клупа и пиете тролитерка вино, брат. И да ме пцуете, оке. Вау. Тоа е, брат. Факт. Факт, реално. Cameras, Practice, The Right, Hell Yeah Fucking Right, со Lil Wayne. Што е да збориме, мислам дека Па сите и аутрото бе, брат, Hate Sleeping Alone, брат. Сите беа такви, брат. Од песната води у сосема некаков поинаков момент, брат. Ме разбираш, као лудори, брат. Лудори, брат. не знам, ја мислам дека Certified Classic ова Не,
Кој каже поинаку тепачка може да Ја направиме дури за мислам тоа. дека е многу добро стара и мислам дека секако ќе пораѓа време се подобар и подобар ќе станува наискрено. И до ден денес е во ротација ми се појави вчера Никсарот имаше стајано Good Ones Go на сторија имаше стајано на рандом вчера вечерта ни едно време пред да заспиам. Така да на луѓево до ден денес има во ротација албумов сигурно. Јап. Саундот е многу интересен. Тука се збори дека и The Weeknd имал голем улога во саундот. Некој дури збори дека можеби The Weeknd му дал цел албум на Дрейк, но не се слагам баш со тоа бидејќи Па не верувам брат, ја тоа. има Мислам одредени дека песни кои звучат дека апсолутно. се од The Weeknd, кој на пример True Love, али ова е звукот кој го имаше Дрейк тоа време. Види, може и цело време онака имал на еден начин уво кај The Weeknd кај што ајде да видам што пришти, ајде да видам, дојди да направиме нешто и на крај отпаднал да биде The Weeknd дел од сето тоа. Ама на пример еве има песна, може и тоа бил договорот брат. Дојди, дај да го направиме албумов. Сигурно. Брат, луѓе не сваќаат брат. Не можеш ти да земеш брат сам да правиш ваков албум брат. Нема човек што направил сам албум и што е легендарен сам по себе брат. Врати си се на сите твои омилени албуми брат. Точно брат. Има мал милион луѓе што учествувале брат. Брат, почнуваат албумите на Snoop Dogg и на Dr. Dre, The Chronic и Doggy Style и не знам кој кај што цел West Coast бил у студио во еден момент. Илматик. Илматик на нас, албумите на Eminem, што се под Aftermath, под Shady Aftermath, значи нема. Нема, не постои онака one man band брат, не постои тоа. Notorious B.I.G. кој го гледал филмот знае дека како се работи у студио, доаѓаат сите. И сите Се пишуваат кажува- за него, е па Се кажува по нормално. една идеја, 5 продуценти работат на битови, Диди кажува идеи. Тоа е, така настануваат најдобрите албуми на светов брат. Нема некој што се заклучува само у студио и пишува брат, не. Сите му се овде брат. И затоа не може никој да му го одземе ова на Дрейк брат. Колку и да звучи во тоа време, поише ко музиката на The Weeknd, човекот и да се има инспирирано за тоа било унапред договорено, не му го зел албумот, брат, ти не можеш некому да му земеш брат. Има кредит човекот овде. Има и кредит на други песни, каде што стварно дал идеја за песнава. Без разлика дали е мелодија, дали е бит, дали е што, има кредит за сето тоа. Тоа е сето е кредитирано и се знае зошто е овде, ама мислам дека е многу добар начин да завршиме и да го завршиме муабетот за 2011 за Take Care, бидејќи според мене ако треба еден албум да изберам, со тоа што Watch the Throne е 2012, 2011 исто. исто искочи две, ама кон крајот, така беше? Watch the Throne мислам дека е малце порано, околу летото. Ја го бирам Take Care без размислување. Ја би го одбрал брат. У поглед на бенгери може да збориме дека се тука негде, ако направиме версус, али у поглед на албум wise мислам дека Album Take Care. wise Take Care, а за она еден хит би рекол дека е вакво, бидејќи па овде да не го забравиме No Church in the Wild брат. Мене Oris No Church in the Wild и Брат, има една песна I Can't Stop, мислам. Да, јап. Ама знаеш како? Сега од друга страна брат. Мене Gotta Have It. Gotta Have It. Да. Нема лоша песна и на Watch the Throne брат. Муабетот ми е мене овде му упозна Ham. со Frank Ocean брат. На која песна е? А на Made in America? Made in America е Frank Ocean. И No Church in Watch the the Wild. Wild е со The Dream. А и со Frank Ocean, да. Frank Ocean, Точно, извини, моја грешка. Така да многу бисто битен албум брат. Многу битен албум. Ја тоа што се вратив и после за 2012 да искочи на неговиот прв албум брат, Channel Orange, така да исто многу битен албум. Ако кажам за цел албум, целокупен албум Take Care, ако кажам за песна по песна и сите песни вкупно, би бил онака Watch the Throne брат. Не можам да изберам, да, Take Care секако, Watch the Throne. Мислам дека Watch the Throne има бенгери, али се Кој албум е overrated брат? Поинаков тип на бенгери. Апсолутно, да. Албум Не се албум споредува. има големо влијание за одредени ствари, дизајнот на каверот, мислам дека Virgil Abloh е. Јап, да. И други работи, да, како секогаш, како сите албуми, сите проекти на Kanye, многу е прогресивен, многу е уникатен, многу е го памтиме подреден. Го памтиме по некои работи што тоа се случувале, го памтам па дека носел сукни, го памтам дека се облакал цело црно. Има многу работи што ги памтам по тоа. Што можам да ги поврзам со тој албум, али Take Care неприкосновена ствар. Морам само да ти кажам која ми е мене милена песна од Frank Ocean заедно со Jay-Z, тоа е драгата Oceans од Magna Carta Holy Grail кој излезе во 2013 година. Underrated трак. Таа ми е омилена од Frank Ocean, брат. Се немам вратено на немам многу оддамна брат. Си се враќам од време на време. Ја се немам сетено на немам многу оддамна.
Тоа беше нашата ретроспектива на 2011 година, помина 10 години од тогаш. Кој од вас слушал музика, пратил сцена, нека ни пише на што се сеќава од тогаш, нека ни пише кои албуми ги слушал тогаш или кои албуми од таа година. Може би ги слушал малце покасно и му се свијали и можеме да направиле да се закачил на музиката. Исто така, доколку немаат слушано во тоа време, дали сега луѓе се навраќаат? Мене тоа ми е, например, што ми значи мене кој 18 годишен 2011 година, дали онака имаат желба да се вратат таму, брат? Доколку има некој таков што е помлад од нас, што си има вратено, кажете ни според вас што ви звучи најсвежо, брат, онака ми интересира тоа. Ако имате нешто што имате преслушано тоа време, не сте растеле во тоа време, туку си имате навратено на тоа, пишете ни онака кои ви се најсвежи албуми. Ми интересира друга перспектива, бидејќи ние ги слушавме онака како искачаат тие работи. Друго е, мислам дека ќе е друго додека онака прв пат тие и си да ги слушаш одеднаш. Доколку има некој таков, ве молам, пишете ни у коментар, онака ќе отвориме некоја дискусија, сигурно. Тоа е тоа. Пандамониум радио шоу број 35, 2011 Swag. Се одјавуваме ние тука, пишете ни да збориме. Ова е многу значајна година за нас, како што можевте да видите, така да пишете ни што мислите. Фала и поздрав. Swag. Јало. Брейзи. Сати 17 минути.